Добар ден, почитувани, започнува великденското издание на 0N+. Денеска ќе ве запознаеме со таткото од Австралија, кој ги освои социјалните мрежи со креативните, вкусни и здравни училишни оброци кои секојдневно ги подготвува за своите керки. Неговиот талент го препознаа светските медиуми, меѓу кои и британскиот Daily Mail. Во чие интервју тој зборува за храната инспирирана од боите на виношитото, но и за македонската кујна, бидејќи Ѓорѓ Георгиевски има македонско потекло. На самиот старт од емисијата едно кратко интро, увертира за денешниот гостин. Оние што имаат деца знаат колку се хаотични утринските подготовки пред работа. Ако на сето тоа се додаде и приготвувањето училишни оброци со амбиција да бидат здрави и избалансирани, тогаш се станува уште покомплицирано. Но 43 годишниот Ѓорѓ, односно Гоце Георгиевски, му приоѓа со леснотија на својот утрински ритуал. Училишните ручеци, кои за керките ги пакува во кутии, се вистински ремек дела. Тој има потекло од Македонија. Неговиот татко е роден во Битола, а мајка му е од Кичево. Во Австралија се преселиле во 1969 година, каде се родени тој и неговата сестра. Георгиевски е посветен татко на 7-годишната Анела и 5-годишната Киара. Со сопругата живеат во близина на Мелбурн, во градот Джелонг, на брегот на Австралија, и вели дека е горд македонец. Бидејќи секој петок на керките им подготвува оброк со географско потекло, за да им ја доближи културата и традицијата на одредена земја. Во интервјуто за Daily Mail беше концентриран на македонската кујна. Тоа утро во кутиите на Анела и Киара тој спакува тавче гравче, полнета пиперка, ајвар и шопска салата. Блогот School Lunch Box на Георгиевски и неговиот профил на Инстаграм, каде ги пренесува своите идеи за здрави училишни оброци, има илјадници следбеници. Затоа почна да добива покани да држи обуки во разни градови на Австралија, каде на родителите им дава совети како на брз начин да подготват здрав оброк за своето дете. Токму така, Ѓорѓ, односно Гоце Георгиевски, гостин во 0N+. Здраво, Гоце, како сте? Здраво, Марија, фала многу прво за времето што ми го давате на твојата емисија. И сакам прво да кажам да се извинувам дека македонскиот јазик многу го мешам со енглескиот јазик, дека не сум учен во Македонија, не сум учен македонски на школа ИЧ, сум израснат дома и татко ми и мајка ми ме научија, значи сакам одпрво да се извинам дека ќе мешам доста зборој енглески со македонски. Сосема солидно го зборувате македонскиот јазик. Како се случи вие да почнете да ги подготвувате училишните оброци спакувани во кутии за вашите керки наместо сопругата? Ова како почна, Марија, вака уствари јас кога станував се на работа, јас почнував работа во 7:30 со бајле, значи чупината мој уште спие, немаше никој станат кога јас одев на работа. И еден ден памтам кога мислам бев болен или се некаков не замоти, ама бев дома тој ден. И јас од кревет слушам ко галама и се чудам што се случува. Трчам во кујната и гледам чупината околу трчат ко кокошки без глави, знаеш. Едната бара нешто, другата бара друго. Супругата проба да земва јадење, да му направи поручек, ручек. И јас се чудев, реков што се случува ова, што е ова? И жената ми вели, ова е секој ден се случува, ова е вака секој се бајле. Јас реков, тоа е time out, мора нешто да се направи со ова. И таа рече, ако ти можеш да направиш јадењето, поручек и ручек, и мене ќе ми се полесни што треба со моите обавези. И јас реков, важи, мора нешто да се смени. И тој беше моментот кога рековме, ајде јас морам нешто да правам. Тоа е скоро година и пол има поминато од тогаш. Во колку часот наутро треба да станете за да го подготвите училишниот ручек за вашите керки, пошто одите на работа? Станувам во 6:15, го пуштвам машината за кафе да се стопли, ке се искапам, ке се спремам. То нормално ми земва 3 сати, не се смеем, само 15 минути јас сум готов. И станувам и тогаш ги разбудувам чупината и му давам поручек. Му давам две опции, или едно или друго, само две му давам да одберат. И тие дури јадат, јас му го правам нивното ручек со нашколо да си го однесат во кутиите. И мислам е многу важно тие да ме гледат што му правам, за да можат да ми дадат за да можат
да видат дека не е то лесна работа, да знаат дека нема то автоматик или да влези во кутијата и тие да го однесат на школа. И јас стално пробам тие да ме гледат. И со тоа после му го спакувам јадењето, јас ќе си направам кафето, ќе си направам поручек за мене и кафето на жената. И после тоа е чао и си одам јас на работа и жената ми може и другите работи да ги спреми, дури јас ги правам таквите обавези. И од тој момент пред година и пол, кај нас во Сабајлето не е како што беше со Галама, се споро се зборуваме, уствари пуштаме неколку музика пуштиме, за да се смириме се, cool, да сме relaxed. И тоа е нашата рутина дома. Јас одам на работа, жената оди ги носи децата на школа и пак таа ќе дојде после тоа ќе оди на работа и жената ми, дека двата работиме. Се случува ли луѓето кои што ве познаваат да искоментираат дека вашата сопруга е среќна, што вие ја заменувате во кујна? Многу луѓе велат дека жената ми, сопругата е многу успејна, што јас му ги правам јадењето на чупината, ама јас со тоа на луѓе му велам, таа не е успеен, што правам јас јадењето, дека тоа е мој кородител, тоа треба нешто да се прави. Не е само толку лесно за жената ми да мора се да прави, и таа работи. И ако си родител, си родител. Има работа што треба да се прави и таа работа јас мислам ја правам. И за тоа не треба луѓе кога велат ти си среќна на жената ми, јас не мислам дека е среќна, дека тоа е моја работа. Ко родител, работа наш. Тоа е. Дали на почеток баравте идеи на интернет за оброците што ги подготвувате? Од прво кога барав идеи за што да му клавам во кутиите за наручек за нашколо, почнав да барам на мрежата, ние го викаме интернет, не знам ли како го велите вие, ама на интернет барав, ама кога барав беше или многу комплицирано, или тешко, или многу со шекер, значи не баш здрава храна. И ми беше космачено од барање и затоа застанав, не барав и реков ќе застанам да барам и ќе почнам да правам. И почнав дома ќе пробав работи, отпревем многу работите што ги правам, сендвичите што се креативни, тие поеќето сами ги најдов. И понекогаш спиење ќе ми дојде нешто во главата, ко момент и ќе си речам одма, кога станам со бајлето, ќе го пробам тоа, дека е лесно и ќе го сака чупината. И на пример, ќе ти кажам, моите чупина сакаја многу лижавчина, кога беа мали, и јас реков, ќе направам сендвич, што има леп, морков и сирење, и како можам тие три продукти да ги направам убави, за да можат да ги сакат, да го јадат. И затоа тие трите продукти ги направив ко лижавче. И тоа е сендвич, ама гледа ко лижавче. И тоа е креативно работи што сакам да правам. За кога ги јадат чупината или кога го отворат боксата на школо, се радуват и го држат ко лижавче, а уствари го јадат хранливо јадење. И затоа ми беше тешко отпревен дека немаше такви работи на интернет или на мрежата за да се бара, да нам. И затоа сам си ги пробав да ги правам тие работи. И до сега се успешни, се вели. Ние ги викаме тоа successful. И со тоа се радувам дека не само што моите чупина тоа го сакат и го јадат, ама знам дека други деца од школото или преку интернет ќе видат негде друго и знам други деца со тоа се радуваат. Значи тоа за мене е бонус и со тоа се радувам јас. Така, што се содржи училишниот ручек кој што го пакувате во кутии? Дали мора секогаш да биде креативен, не секојдневен неговиот изглед? Јас што му клавам секој ден во кутиите се на школа со ручек. Секој ден клавам, мислам се вели зеленчук, ние го викаме vegetables и фрута, и кој јаболка, праски, такви работи.
ама и мора и протеин да клавам, и клавам и ние викаме carbohydrates. И со тоа секој ден му клавам бои, убај бои. Да ви кажам, прилика како почна то за мене инспирација. Мојата инспирација беше многу лесно, виножито. А виножито ние го викаме rainbow. А виножито кога моите чупина го видат то, кога возиме или кога сме надвор, се радуват, ги гледат боите, ги кажуват боите и стално ги, знаеш, со прстот ка ни покажи виножито. И јас во тој момент, кога се случи тоа, еднаш си реков, оти не му клавам виножито во кутијата за наш школо, со тие бои од виножито. И тоа за мене е инспирација дека ако јас знам чупината го сакаат виножито, оти да не му ги клавам боите од виножито во кутиите за наш школо. И кога го отворат кутијата, ќе ги гледат сите бои. И да ви кажам, например, речи броколи, не знам како се вели на македонски, броколи, мислам можда, а тоа кога го гледаш само така, не е баш убо, не ти дава апетит да го јадиш. Ама чим го клаиш тоа зеленчук, броколи со другите бои од виножито, и тоа гледа убо. И тоа ќе се гледа убо, може и да се јади. И тоа ми беше мој мислење за инспирација моја за виножито да му го клавам во боксата, во кутијата за наш школо. А инаку, ако ги имаш сите бои од виножито во боксата, во кутијата, тоа значи дека хранлив ручекот за ним. На кој начин ги заменувате нездравите шеќери? Какви колачи подготвувате на вашите керки? Кога иди со сладки работи, сладка храна со чупината, појкето јас не икем да употребувам, мислам се вели зборот, шекер. Знам, шекер не е баш, уствари штетен за храната, за зъбите, за се, не е баш толку добро. И тука во Австралија ние сме многу ко Америка, децата се поголеми, уствари ко подебели, дека само јадат појкето шекер и брза храна, како викате ние го викаме fast food. И за тоа јас моите чупина избегувам многу шекер и си правам сам сладки, ко кори со јаболка, со малку цинамон. И сами си ги правам, имам неколку видео што имам направено, многу лесно е. И затоа ги правам ко трендафили или ко ружа. И тоа е јаболко со кори и сами се го правам. Ми зема скоро 15-20 минути, тоа е со се готвење. И му го клавам во кутијата на сабајлина со наш школо и кога го отворат гледа ко ружа или трендафил, натре тоа е свари јаболко со кори и убо е да се гледа и убо е да се јади и е сладко, ама нема шекер. Избегнувате процесирана храна, сакате вашите керки да стекнат здрави прехранбени навики, поради што често пазарувате заедно. Секој недела ние оеме на пазар, мислам го векате, ние шопинг го викаме, и ги носим чупината со супругата во шопинг, освари на пазар, и ќе земат количка и речи, ни треба 6 јаболка, а Нела ќе си земи 3, таа ќе си одбери и Кјара да си земи 3, ќе си одбери незе, таа што ги сака, и праски или моркови, и ги пуштам тие да си го одберат, дека е убаво тие да фатат, да мириснат, да каснат, да знаат од кај иди. И уште пред тоа ги имаме однесено и на фарма, да видат како се расти. И со тоа, ако разбират децата токму од кај иди јадењето и од кај иди млекото и месото, тоа е, мислам, многу важно за ним да сватат дека не е тоа лесна работа. Јадење не автоматикли иди во продавница. Тоа се расти, зема месеци, зема деној, недели да се прави или да расти. И затоа мене ми е многу важно тие тоа да го разберат. Дека ако го јадат морков, речи случајно ко морков, и ако му се сојади, не може да го фрлат
чупината мои ги враќаат во боксата, во кутијата и ќе го вратат дома. А порано можда ќе го фрелеа, дека не разбирваја баш дека то треба пари да се купи, треба вода да се расти, треба многу работи. И затоа ги учам чупината да ние го викаме респект јадењето, за да знаат точно колку е вредност јадењето. И тоа за нас е ко екскурзија или понекогаш којме на паркот да играме или да пливаме во базентот или којме на супермаркет или на пазар да поеме, са тие и тоа го правиме ко фамилија ден за нас и тоа е многу важно, јас мислам. И затоа чупината мои повеќе разбирваат од кај иде јадењето и тоа е супер важно, јас мислам. Експериментирате со кујни од различни земји, дали е застапена и македонската кујна? Јас кога растев дома, стално ја гледав мајка ми што готвише. Мајка ми е одлична кувара и таа, уствари да викнам шеф, дека таа е супер. И гледав, ми беше интересно кога бев дете, ама не само што ми интересира сега, што сум постар, многу постар, поиќе јадењето македонското јадење, поиќе го сакам, дека понекогаш кога си мал не баш сваќаш се. И затоа јас растење јадевме полните пиперки дома стално, грабче, тапче. Мене многу се сакав со кромит кога клаваше натре и плескавица, мислам се вика. И благи, мајка ми супер праеше баклава, тулумби, торти, секакви. И мене, кога идеше се дома, јадење беше супер. И мајка ми мене е голема инспирација, исто ко татко ми со културата, а мајка ми во кујната. И затоа еден ден чупината мој дома јаде бурек. И си реков, овие чупината можат бурек да му дам за нашколо. И му дадов нашколо бурек или мазник, така нешто беше, не баш памтам, ама што се случи таму, учителите гледаја и тие се чудат што е ова јадење и други деца. И чупината кога се врати од школа ми рекоја, ми кажа, тат, што е ова, не знам што се вика дека учителките прашуваат. И јас си реков, мора ова нешто да го кажам, нашата култура, нашата јадење, дека е убав, е многу убав јадењето. И затоа кладов на интернет, имам свој Facebook page, Instagram е поголем многу. И заедно имам повеќе од 25,000 луѓе што ме пратат. И со тоа еднаш Daily Mail во енглеска, во UK, ми направи контакт и сакаја да знаат кој сум, што сум, од кај сум, што правам, дека му беше интересно ова македонско јадење. И јас на секој интервју што правам во целиот свет, стално му кажам, сум многу голем македонец, сум горд македонец, ама роден во Австралија. А тоа не значи дека ја заборавам Македонија, дека сум роден тука во Австралија, ама ми е стално во срцето. И тоа му го кажав и му реков дека ова јадење што му го правам е македонско и го сликав и ми беше на Facebook и Instagram. И енглезите му интересираше тоа и направи цел стори со тоа, цел приказ, не знам како се вели, ама тоа што сватив од тоа дека кога тоа момент ми беше дека нашето јадење е супер, е одлично, јадење појќе, македонското јадење појќе за душата, и кога јадиме, уствари во Македонија, јас кога бев пред 7-8 години, кога луѓе седат да јадат, седат и зборуваат и е појќе од само јадење, е нешто поголемо, тоа јас мислам. Ама јадењето, кој народот го збира поблиски, мислав. И сакав тоа да го кажам во тоа боксата, во кутијата, кога го направив на Instagram и Facebook, и тоа Daily Mail се чудеја со тоа.
немат видено така. И за мене бев многу радосен дека македонската култура и јадење се кажува во целиот свет од тоа. И нешто што ми беше многу чудно, добив контакт од една жена од Етиопија, од Африка, и таа го виде баш тоа и таа сега прави полнети пиперки, а тоа за мене е нешто ко супер. Со јадење можеме цел свет да го по-блиску да го направи цел свет. И сите мораме да јадиме, значи оти да не јадат или да пробат македонско јадење. И тоа му беше чудно на Daily Mail. И од Daily Mail почнео да од земјите од Полска бев интервју од Кина, Индонезија, Америка, Австралија многу пати. И сегде кога сум, кога правиме интервју, стално му велим прв сум потекло, мислам се вели, потекло од Македонија, роден во Австралија. И јас за инспирација, македонската храна и култура стално е во моето мислење. И тоа со Daily Mail и доста успешно беше тоа и со тоа јас бев многу радосен дека македонската култура пак луѓето да се научат малце од нас, дека имаме многу вистинска јадење и култура. Не знам баш збороите да ги кажам, ама важно од срце иди и тоа е најважно. Преку храната кирките ги запознавате со различните култури. Секој петок подготвувате јадења од различни земји. Да, јас секој петок на чупината мој му правам јадење или храна од други земји. Тоа е, пробам да ги учам чупината други култури и други земји јадење што имаат, ко правам од Полска, од Италија, сигурно од Македонија. Имам и од Индонезија, од Кина, Америка, Енглеска, од сите земји што најдувам му правам. И со тоа, моите мислење сакам тие да научат од културата од тие земји со јадењата што тие ги имаат. Сакам да знаат, сакам да разбират децата мои дека што јадат деца во други земји. И памтам кога правив беше мислам од Кина и се чудеа орисот и каков беше и селенчук како беше измешано во орисот. И тоа му беше интересно на децата мои. И со тоа иди прашање и ме прашуваат: тато, што е ова? Оти вака така, оти ова е со ова. И му кажам дека во тоа земја тоа имаат. Не се толку сречни кој ние во Австралија што сакаш земји ој купи. Му велам дека некои земји немаат пари ни да одат да купат работи, морат да растат дома и тоа што растат, тоа го јадат. И е убаво за децата да разбират дека цел свет не е исти и не сме сите исти луѓе и земјите не сме исти и затоа имаме други култури. И тоа е што ни прави земјата, тоа е планетата што да правиме. И затоа сакам тие да научат еден ден кога пораснат, тие да се научени дека не сме сите исти, ама да се научиме што јадат и кој сте и кој сме ние. И со тоа, затоа секој петок му давам храна и му кажам кој знаме и неколку други работи од таква земја. И ги интересира дека му кажувам. И тоа мислам е многу важно деца да разбират и да пробат јадење од други култури и други нации. И затоа јас сам, кога му давам на моите деца речи гравче тавче или ако му дам кебапи да однесат на школо, за ним не е чудно. А со другите деца е чудно. А тоа го прави другите деца да прашат од кај е тоа, од што е тоа, можам да пробам. И тоа мене ми е супер, дека тоа е промоција на култура и јадење и типично на македонското култура и со тоа се радувам. И тоа Daily Mail во енглеска многу го прифати, многу го сакаја тоа идеја и затоа напишаја добар во весникот и на интернет, убаво го напишаја тоа. И
затоа идејата е таму и е добра и се радувам дека не само што децата мои се учат за други нации, ама другите нации ги учам за нашата култура, македонското. И тоа е тоа. Тоа е одлично, јас мислам. Во Австралија, училиштата и градинките не обезбедуваат храна за децата, поради тоа родителите се должни да подготват училишен ручек. Образовните институции имаат така наречени правила за здрава храна. Што ти опфаќаат? Дали тоа значи дека родителите во кутиите во кои што го пакуваат оброкот не смеат да стават чоколади, тортици, грицки и слични такви работи? Да, тука сега во Австралија во последните скоро година и пол има многу притисок на родителите да прават хранливи јадење, дека се случи една ситуација во школото кога една мајка му даде на синот или на керката ептен благи работи и чипси и благи работи и немаше ништо хранливо натре и му го даде за на школа да го носи. И школото баш му го врати назад, не го пушташе детето да го јади, дека беше многу штетливо, рекоја, и со писмо назад му го врати на родителите. И за тоа е многу притисок, како се вика, притисок на родителите да морат хранливи работи да прават. И затоа мислам што ги правам моите работи на Facebook и Instagram и на блогот, мислам тие се сега поќе популарни, дека мајковци и татковци барат инспирација и затоа јас сум многу радосен што можам или што можат тие од мене да добијат или да земат некакви ideas или некакви не знам, хранливи јадење да можат и тие да прават. Така мене, јас кога ги правам работите, реков порано 5 до 10 минути и тие исто, ако видат тие дека јас можам да направам, јас сум татко и можам да правам, тога сигурно и тие ќе можат. И тоа за мене е многу, со тоа се радувам и со тоа, дека да знам нешто што јас го правам и други луѓе го прават, тоа е супер. Ви благодарам за специјалното интервју што го дадовте за 0N+. Ви посакувам убави великденски празници. Среќен Великден на сите македонци и во Македонија и надвор од Македонија. Фала те многу за времето што ми го дадовте. И не можам да чекам да се вратам во Македонија. Многу во срцето ми е да одам да видам на Тоше Проески музеум и да се прошетам во Охрид и да се видам фамилијата во Кичево, Битола, Прилеп, Скопје и во Струга. И не можам да чекам да дом и ќе се видиме, ние велиме very soon. Значи, извините пак за јазикот, за мешање со енглески, ама тоа важно се разбервавме, мислам, добро или окей. И фала те многу, поздрав многу, фала од Австралија. Чао, чао. Поздрав од Скопје до целото семејство. Ви благодарам и вам, почитувани, што не следевте и денеска. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Ви посакувам пријатни празници.